Недостигот од медицински сестри веќе е голем проблем во регионот. Вчерашниот протест на приватните лекари во Виница и Кочани е резултат токму на кусокот на среден медицински кадар. Последица на ова беше неисплаќање на котизација на една ординација затоа што не вработила медицинска сестра, односно кадар кој на евиденцијата на невработени во моментов воопшто и го нема. Ние треба да имаме комплетиран тим согласно со обврските и законите пропишани од фондот и од Министерството за здравство, меѓутоа ние сега се наоѓаме во ситуација каде што нема кадар, медицински кадар, а сме условени да имаме тим или ќе ни се укине капитацијата, што веќе и се случи. Со оглед на тоа дека Источна Македонија веќе се осеќаат во Источна Македонија неостатоци на медицински сестри. Состојбата е идентична речиси во сите општини од регионот. Невработени медицински сестри на евиденцијата на агенциите во Виница, Кочани, Пробиштип и останатите општини од поодамна нема. Се во ова е причина за блокада на голем број приватни ординации и неможност за нормално работење. Значи, позитивните законски прописи во Република Македонија бараат да секоја ординација има тим. Во тимот спаѓа медицинска сестра, значи тоа е неопходен дел за работа на медицинскиот тим и за функционирање на примарната здравствена заштита. Пред се за неа зборуваме. Така да медицинската сестра е неопходна како законска норма, меѓутоа е неопходна и за природата на работата апсолутно. Добро обучени и искусни медицински сестри се многу значаен дел од тимот кој дава квалитет на медицинските услуги. Од друга страна, секоја година само од Штипското средно училиште излегуваат околу 80 едуцирани медицински сестри, подготвени за работа. Каде завршува овој кадар ако веќе него во државата го нема, не е тешко да се предпостави. Во периодот што следи недостигот на среден медицински кадар ќе биде уште поголем, зашто информациите од терен говорат дека од вкупно 7000 медицински сестри, најмалку 3000 се подготвуваат да ја напуштат државата.